Гласници на надежта. Глава 3. Направи го Исус личен. Верата е важна ако очекуваш да најдеш надеж и мир, но не и вера во секаков предмет. Вера во вистинскиот предмет. Јас ги имам изучувано некои од светските религии и убеден сум дека помошта која ни е најмногу потребна можеме да ја најдеме во пишаниот Божји збор. За многу луѓе нивната религија е само обврска. Тоа е задача која си ја имаат наметната врз себе. Или го прават тоа за да задоволат некаков бог, или пак да ги држат подалеку злите духови. Нема ништо многу лично со тоа. Нивните религии го ставаат Бог далеку и почнуваат да го сметаат него како некој себичен тиранин. Религијата треба да има значење, треба да биде лична. Таа треба да дојде до тебе како дел од твоето цело сознание. Ќе ми биде задоволство да ви кажам дека вистинската христијанска вера е лична. Можеш да го познаеш Бог на еден личен начин. Можеш да научиш да го направиш Исус личен. Во мој интерес е да ви покажам во Јован 1 глава од 14 до 18 стих како верата во Исус Христос може да ви даде лично искуство. И Словото стана тело, и се настана меѓу нас, и ја видовме неговата слава, славата што ја имам како единороден од таткото, полн со благодет и вистина. Јован сведочи за него и вели: еве го оној за кого реков, оној кој доаѓа после мене, пред мене е, затоа што беше пред мене. И сите ние примивме од неговата полнина, благодет врз благодет, затоа што законот беше даден преку Мојсеј, а преку Исуса Христа дојдоа благодетта и вистината. Бога никој никогаш не го видел. Единородниот Бог, кој е во преградка на таткото, тој го објави. Во пасусот имаме неколку одговори на Господ, што мора да ги направите за да го извлечете него од нереалното во лично искуство. Прво, ти мораш да ја препознаеш неговата слава. Тука учиме нешто за неговата вистинска врска со таткото. Тој имаше слава, а слава како единородениот од таткото, полн со благодет и вистина. Тука има 3 атрибути: слава, благодет и вистина. Атрибутите се карактеристични. Ние сме поттикнати во овие стихови да ја препознаеме неговата слава, која го става него во уникатна позиција, во одредена позиција, во позиција сам. Тука се кажува за него, како единороден од таткото. Тоа го става него, велам на одредено место, сам. Тоа му дава на него слава. Мора да ја препознаете неговата слава ако сакате да го направите Исус личен. Второ, ти мора да ја препознаеш неговата благодет. Јован сведочи за него и вели: еве го оној за кого реков, оној кој доаѓа после мене, пред мене е. Ова многу јасно покажува дека Јован разбрал дека Исус е вечен. Тој е пред сите, тој беше пред Јована. Според човечките години, Јован беше 6 месеци постар од Исус во неговото природно раѓање. Но Јован кажа: тој беше пред мене. Ве молам забележете внимателно, во стихот 16: и сите ние примивме од неговата полнина, благодет врз благодет. Само со благодет можеш да го најдеш Исус лично. Тоа е полнина, тоа е реалност. Пријателе, тешко е да ти го објаснам ова, освен ако не си го отвориш срцето со вера, за да ја добиеш оваа благодет. Што меднаш ќе го отвориш срцето во едноставна вера, за да ја добиеш неговата благодет, тогаш нема да треба да ти објаснувам, затоа што верата ја отвара таа врата на разбирање со кое можеш да го направиш Исус личен. Трето, ти мора да ја потенцираш неговата порака. Забележав во стих 17 дека законот беше даден преку Мојсеј.
Можеби ќе се навратиме на книгата Излези и да го истакнеме фактот дека законот му бил даден на Мојсеј. Не може да има прашање во врска со ова, бидејќи историскиот запис е тука. За да благодетта и вистината дојдат од Исус Христос, неопходно беше законот да му биде даден на Мојсеј. Јас би сакал да разберете дека мислењето во овие стихови не е да се споредува благодетта и вистината со законот. Најпрвин, за да биде возможно благодетта и вистината да дојде, законот мораше да биде даден. Законот е основа на благодетта. Всушност, законот е дел од таа благодет. Ова е пораката што мора да ја потенцираме. Бог не може да биде милостив за да ја покаже неговата милост кон нас, освен ако не знаеме што тој бара, а тие побарувања се изнесени во Библијата, Божјиот закон. Забележи понатаму дека никој не го видел Бога во кое било време, но тој кој дојде, Исус, зборот, може да ни го објави, бидејќи тој бил во прегратките на таткото. Ти мораш да продолжиш да ја нагласуваш неговата порака. Ти мора да ја прифатиш неговата благодет и вистина, базирана врз законот. Ти мора да прифатиш што вели тој за Бог, таткото, затоа што тој бил во прегратките на таткото. Овие се одговорите кои ќе го направат Исус личен. Ти мора да ја препознаеш неговата слава. Тој е единствен, во свое праведност, единствен роден од таткото, Отецот. Ти мораш да ја разбереш неговата благодет, да веруваме дека сите сме ја добиле оваа благодет кога ќе го примиме Него. Ти мора да ја нагласиш неговата порака. Тој е оној кој бил во прегратките на таткото. Тој може да ни каже за таткото. Тој може да ни каже за таткото и неговата порака ќе биде вистинита. Ти можеш да го направиш Исус личен, додека се молам за тебе. Гласници на надежда.